Почитувани колеги, почитувана колешке, во вашиот говор кажавте многу работи, меѓу кои најмногу се задржав на следново. Рековте подобрување на условите во здравствениот сектор. Се прашувам како може повторно да доаѓаме овде и да зборувате дека се подобруваат условите во здравствениот сектор, а имавме еден заем од 90 милиони евра кој ни беше дозволен на ваше барање од Светска банка за подобрување на условите од ковид кризата. Никакви услови и подобрување на истите немаме, но затоа имаме состојби во здравствениот сектор, каде модуларни болници ни горат, имаме пациенти кои живи горат, одговорност нема, ама имаме лице повторно овде да застанеме и да кажеме дека ќе бараме средства и се двојат средства за подобрување на здравствениот сектор во државата. Не сте за верување. Не сте за верување заради тоа што не зборувате за план, за економски раст, зборувате за инвестиции, а јас ќе ве прашам, каде се Google и Facebook ни ги ветувавте? На избориве покрај Google и Facebook ветувавте дека ќе има и стаза за Формула 1 во Македонија, и сега ние треба да веруваме дека такво нешто ќе биде реализирано со буџетот за 2022 година. Не сте за верување дека ќе има транспарентност, затоа што транспарентност е нешто што не постои за оваа власт во заминување. Спомнавте даноци. 15% повеќе се забележува во приходите од даноците и се прашувам, рекет покрај тоа што се прави нелегално во државава, се прави и на легален начин. Но зошто и во претходните буџети, а и во овој буџет се планираат толку големи приходи од даночни ставки, а истите во текот на годината не се реализираат и не се планира нешто во смисол најди и да се изнајди друго решение. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што во буџетот од 2020 година имавте испланирано 197.162, реализирано 173.464. 87% се само реализирани за цела година. Повторно, сега имаме зголемување на данокот, на приходите кои се планирани од данок, имаме зголемување, а како ќе се реализира истото? Зборувавте за зголемување на платите. Знаете, најинтересно и секогаш во фокусот на моето внимание е секторот образование. Па се прашувам, како ќе се зголемуваат платите во образование? Бидејќи, пазете, индексот на трошоци на живот во септември 2021 година во однос на септември 2020 година бележи зголемување од 3,7%. Ке се зголемат платите на наставниците колку проценти? Не се покриваат ни овие проценти кои инфлацијата ги јади кога станува збор за индекс на трошоци на живот, индекс на цени на мало бележи зголемување од 5,6% во сооднос 2020 септември 2021 година. Не е за верување. Сето ова што го кажувате, бидејќи во образование буџетот кој е испланиран и предложен е се врз основа на тоа. Таму да се забележат во најголем процент нови вработувања и во најголем процент средствата кои се планирани од проекти за унапредување на услугите во основното образование до одат на договорни услуги, впрочем и како што во најголем процент одат работите во буџетот
и претходната година, а и оваа година. Спомнавме животна средина. За животната средина многу сакам да зборувам, но едно најинтересно ми беше кога стануваше збор за животната средина и она што го приметив, а верувам дека и вие, колеги, го имате приметено, извештајот на Европската Унија за земјава, за реформскиот напредок на земјава за 2021 година дава сериозни забелешки точно во 27-то поглавје во делот за животна средина и клима. Тие потенцираат Македонија да го зголеми финансирањето што се однесува за намалување на загадување на воздухот. Нивната препорака првенствено е за подобра соработка, и то, пазете, се мисли подобра соработка на централната и локалната власт, кога прават анализа за 2021 година. А повторно, локалната и централната власт, тоест вие, колеги, имавте апсолутна власт во државава, но во забелешките од Европската Унија стои дека помеѓу централната и локалната власт нема доволно соработка. Да продолжам. Зголемување на финансиите се предвидува и има побарување да се зголемат финансиите кога станува збор за загадување на воздухот. Но во ставката C4 ние за овој дел имаме намалување од минус 100%. Поддршка за невладини организации. Во суштина, вашата политика во однос на невладиниот сектор никогаш не се менувала и секогаш сте тука негде. 2021 година за невладин сектор 7,5 милиони евра, 2022 година за овој сектор се двојат 8 милиони евра. Што е интересно, многу ми е жал ако го немате приметено во буџетов, е тоа што Генералниот секретаријат нема за граѓанскиве организации средства за кои биле наменети во 2021, значи Генералниот секретаријат располагал со тие средства, сега тие средства одат во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Што се случува? Тоа што го правеше владата, сега ќе го прави Министерството предводено од министерот Артан Гру. Интересно е, таму е намален делот за одбележување на годишнината за рамковниот договор, ама ете, вака е најдено начин, тоа што е скратено од една страна на Министерството, на друг начин е надополнето. Значи, повторно во тоа Министерство ќе се слеат одредени финансии во врска со транспарентното работење кое што го имаат. Не сте заверување заради тоа што во изминативе 5 години капиталните расходи никогаш не биле повеќе од 300 милиони евра во нашава држава. Не сте заверување и затоа буџетот и реализирањето на буџетот ви е ваков како што е. Ви благодарам.